Ние тука сме како одржување само иницијативен одбор. Значи сами се договараме што да работиме заедно со мештаните од овие околните села. Манастирот е на средина, значи измеѓу три села, мада се води во аторот на село Суварах, али е од едно дренак од лева страна моја, од позади село Алинце, ваму десно село Суварах и еден дел од Кратово, тоа ќе му дое село Страцин, мало Карадак. Почнавме некоја 2016-17 година, бидејќи го видовме многу запоставен, образнат. Немаше волја никој да дојде, секој што дојдеше викаше нема таму не средено, нема што да се работи. Патот беше најголем проблем, уназад неколку години, али се снаоѓавме со напори, доаѓавме со машини, со механизација, со трактори, со џипови. Така го решававме проблемот, значи да биде како што треба. Местото мислам дека ќе заживее ако ни помогнат државата, црквата, локалните жители, сите се добронамерни кои сака да донира. Овој конак го средуваме, полека се реновира, сега кровот планираме. Највеќе издействувавме, значи да го држиме да биде чисто, да привлечеме повеќе жители, да доаѓаат повеќе луѓе, доаѓаат планинари, доаѓаат мештани од странство, доаѓаат сите што се од овој крај, значи заинтересирани се да го посетат. Да имаме направено Facebook страна на Манастир Карпино, исто Instagram профил, каде луѓето се заинтересирани да посетат доста. Патот беше најголем проблем, али сега тоа се решава со помош на општина Старо Ногоричино, тие го обезбедија средства да го поправат што е во нивна можност. Овој конак е не знам која година, али е понов и овој имаме дозвола да го реновираме. Значи кујната е реновирана, сега врати прозорци со ПВЦ, кревети имаме исто други ставено, за да луѓето тие што доаѓаат во посета да преноќат, да се дружат за викенд. Додека тој другиот конак што е во возраст со манастирот, да кажем 14 век, за тој е под заштита на културно наследство, Министерство за култура, Национален конзерваторски центар, црквата, не знам се уште кој го штити. И за црквата, значи внатрешниот дел ќе видите после, мора што поскоро да се реконструира, како и кровот. Има најави, луѓе сакаат, значи овој конак постои одека манастирот е формиран и се јавуваат многу донатори, но не знаат на кој начин да донират. Некој сака пари, тоа треба да оди преку црква, сака материјално нешто да уложат луѓе, ама ние не смееме да градиме, значи тоа е заштитено. Посебни дозволи се барат за таа работа. Не се дозволува затоа што било под заштита на таму не знам на музеј на конзерваторски центар, да. И нашата црква бевме кај владиката, тој рече треба да се знае што се донира, дали пари, дали средства некои, па да иде преку црква се тоа и од нив да се земе одобрение, но се бара општински печат, како да кажам, одбор. Значи не ни веруваат никој дека ние сме тие што градиме. Секоја донација ни паѓа во вода затоа што немаме никакво одобрение од никого, никаков печат немаме. Повратници од регионот, има да речеме од Австралија се нудат луѓе што живееле тука, корените им се од тука и сакаат на некој начин да помогнат, ама неќат затоа што некогаш дале ништо не се изреализирало од тоа и сега немаат никаква верба во ништо. Во овој дел има, да, луѓе. Сега, после корона како беше, нели селата заживуваат, повеќе народ има, но инфраструктура, патот беше многу голем проблем, посетеноста многу мала, сега како се гради, како се прави, се повише и повише има. Кровот треба да се реновира, што може да се побара. Ние пред неколку години побараме од владиката, ставиме тогаш црквен одбор да избереме. Еднаш ка бараме, не ни одобрија, по друг пат јас го носи барањето исто. Не ни дада одговор и од тогаш луѓе во после неколку година, тоа е било околу 2010-12, после тоа они почнава тој трајче, сега и Дејан, највеќе он ја доваѓав и се интересирав, работив. Ми кад имамо време, кад можемо, дојдемо, кад не,